Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Македонија меѓу најдобрите на Балканот во борбата против трговијата со луѓе, според најновиот извештај на американскиот State Department. А председателот Обама оптимист дека европската криза со задолженоста може потполно да се разреши. Следат вестите. Македонија и годинава е меѓу најдобро рангираните во борбата против трговијата со луѓе, според најновиот редовен глобален извештај на State Departmentот. Американската влада ја задржа во првата група на земји кои целосно го почитуваат нејзиниот акт за заштита на жртвите на ова зло. State Departmentот сепак забележува дека македонската влада не успеала да обезбеди адекватни финансиски средства за жртвите во прифатните центри и за нивна реинтеграција. Од регионот Албанија, Босна, Бугарија, Грција, Косово, Црна Гора, Турција и Србија се наоѓаат во втората група земји кои делумно ги почитуваат стандардите, а на Македонија во првата друштво и прават Хрватска и Словенија. Сите европски проблеми се потполно решливи, рече американскиот председател Барак Обама по завршувањето на самитот на групата 20 во Мексико. Тој е убеден дека европските лидери се свесни за ургентноста на ситуацијата и потребата да создадат позитивен тренд на пазарите. Во Рио де Жанеиро, Бразил, денес започнува тридневниот самит на Обединетите нации за животна средина, на кој учествуваат државници од речиси 100 земји во светот. Тие треба да ги договорат финесите на нацрт документот за борба против сиромаштијата преку одржлив развој. НБА финале, Мајами Хит на чекор до титулата по синокешната победа против Оклахома од 104-98, со што поведе со 3-1 во серијата најдобар од 7 надпревари. Следниот меч е во четврток. Гурманите во Вашингтон деновиве може да пробаат македонски ајвар на саемот за етничка храна и специјалитети, најголем во Северна Америка. Меѓу 2400-тините изложувачи беше и мала, но успешна семена компанија од Нью Џерси, која водат македонци, а се занимава со дистрибуција на македонски производи овде во САД и Канада. Извештај на Јане Боаџиевски. Fastpack Trading функционира веќе 20 години на пазарот во САД. Главна дејност е увозот на гурманска храна од Македонија. Сопственикот скопјанецот Иванчо Ивановски веќе 25 години живее во САД. 60 до 70% од увозот го дистрибуираат до американските супермаркети, а остатокот до мали продавници специјализирани за храна од разни делови на светот. Се повеќе се бара македонскиот бренд, коментира Ивановски. Американецот ќе го прифати. Ако е квалитетно, ако е вкусно, поготово ако е вкусно. Ние со демонстрациите во супермаркетите на нашите производи што го правивме, успеавме да направиме да веќе ајварот не е непознат за американскиот купец, консумер. Значи, они го сакаат ајварот. Ајварот го користат некако нас, например. Ние го мачкаме на леб со сирење и така натаму. Они го ставаат во паста, они го јадат со риба. Неговиот син е директор на фирмата, но го учи занаетот од татка си. Вели, мора да си присутен на настани како летниот саем за гурманска храна во Вашингтон, водејќи се од мотото «Мора да потрошиш за да спечалиш». Македонија нема проблем со квалитетот на производите, туку со доследното почитување на маркетиншките стандарди, смета помладиот Ивановски. Наведува што ги привлекува купувачите на странски производи во САД. Убав лик, убава амбалажа, да биде на англиски и лесно да се чита, затоа што секој американец кој ќе земе производ, прво ќе го сврти производот од другата страна и гледа што му пишува, бара информација за тој производ. Тоа што се вика nutrition information. Значи сакаат да видат што состави има, дали е gluten free, дали е all natural. И тие се многу битни работи за американскиот пазар. Семејната фирма ја покрива речиси целата територија на САД со македонски производи, од Чикаго, Атланта, Сент Луис, па се до Сиетл. На годишниот саем за гурманска храна и специјалитети во Вашингтон беа изложени 2400 фирми од преку 80 земји во светот. Македонскиот ајвар, лутеницата, меѓутоа и джемот од јагоди. Беа македонските вкусови кои предизвикаа наголема љубопитност кај американците, кои бараат што побргу да се најдат на нивните трпеси. Јане Боаџиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.
Во бизнисот со ресторани во САД владее огромна конкуренција. Најголемиот дел американци одбираат да јадат во познатите марки синџири на ресторани. Од тука и прашањето како малите семени ресторани успеваат да се одржат. Во рамки на серијата за малите бизниси ве носиме на една таква локација во предградие на Вашингтон. Уште еден ден полн со гости во семејниот грчки ресторан Примо, популарно место во Александрија, сојузната држава Вирџинија, веќе 25 години. Редовниот гостин C.A. Savoy објаснува зошто доаѓа тука, а не во големите синџири на ресторани. Се на менито е како домашна кујна, свежо и вкусно. Тина Митракас работи тука уште од отворањето. Меѓу муштериите и колегите владее пријателска атмосфера, ова е како втор дом. Токму затоа Лин Сепел го довела синот во ресторанот да го прослави роденденот. Син ми прв пат го донесовме тука кога имаше само 6 дена. Доаѓаме еднаш неделна, сега полни 10 години. Джим Никопулос, собственикот на ресторанот, најчесто ќе го затекнете во разговор со гостите. Сакам интеракција, дознавам многу за гостите, за нивните очекувања. Го купил Примо пред 5 години. Ова е вистински семеен бизнис. Од сликите на ѕидот, преку свекорот на Джим кој ги пречекува гостите, па се до кујната каде работи братучедот Спиро. Покрај храната и пријателското расположение, Джим вели дека Примо има уште една предност во споредба со синџирите на ресторани. Тие ја купуваат храната од големите индустрии и дистрибутери, ние од локалните снабдувачи. Филозофијата на Джим е дека во соседството има простор и за големите ресторани, но и за малите, семејни, како неговиот. Во наредниот Ньюсфлеш продолжуваме со серијата за малите бизниси во САД. Утре, што може да понуди една мала, приватна аптека во споредба со големите кои се под закрила на фармацевската индустрија. Стара, но услужлива, 100-годишна аптека рамо до рамо со модерните конкуренти. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Тоа е се за денеска. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, а со вас беше Јулија Велковска. За се останато ве покануваме да појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.